Тоа што за жителите на малото рударско градче Пробиштип се издвојуваат по 150 евра годишно средства од општинскиот буџет, а за Кочанчани само 73 евра по глава, зборува за нелогичните разлики кога се во прашање остварувањето на приходите и издвојувањето на општините за инфраструктурните и другите потреби на граѓаните. Дека не се работи за лошо менаџирање на општините, туку за востановен клуч и различни извори на средства, зборува примерот со административниот центар на Источна Македонија Штип, каде буџетските инвестирања достигнуваат од 2,96 евра по жител. Ако овие податоци од внатрешноста се споредат со скопските општини, тогаш разликите се фрапантни. Во општина Аеродром, на пример, за подобрување на условите за живот, од буџетот на општината се издвојуваат по неверојатни 500 евра по жител. Специфични примери се и другите општини во кои буџетот се полни по основ на разни концесии и други значајни приходи, чиј износ е несразмерно поголем од реалните потреби. На пример, рударското градче Македонска каменица добива толку многу средства од концесијата за експлоатација на родниците Саса, што доведува до сладки маки, како и зашто да се искористат истите. Затоа не е чудно што во такви градчиња се издвојуваат пари за естрадни балкански звезди како Здравко Чолич, Лепа Брена, Северина и други. Со оглед на фактот дека располагањето со средства во општинските буџети во голема мера зависи од полнењето на сопствените извори, како и од повратот на данокот на додадената вредност, поедини градоначалници се на мислење дека е неправедна формулата за негова распределба. Скопје е еклатантен пример, бидејќи во него живее пола Македонија, па најголем дел од парите од прераспределбата на овој данок остануваат и се инвестираат таму. Има уште една причина за евидентните разлики, а тоа се дановците на имотот. Во услови на иста даночна стапка, поголемите градови се во поповолна позиција, бидејќи становите во Скопје се продаваат по цена од 1300 евра, што е двојно повеќе од кочанските цени, кои не надминуваат 600 евра за метар квадратен. Згора на тоа, во метрополата повеќекратно повеќе се гради и се остварува огромен промет од продажбата на стамбени деловен простор.